Здраво на сите и добре дојдовте во 69-тиот дел на Зачудувачки факти. А тоа сите знаете што значи. Имањето секс еднаш неделно го намалува ризикот на мажите од срцева болест до 30%, од мозочен удар до 50% и диабетес до 40%. Било покажано дека мажите со активен сексуален живот имаат поголеми шанси да живеат над 80 години. Паровите во Грција имаат најмногу секс со просек од 164 пати во година, а после нив се бразилците со 145 пати. Глобалниот просек е 103 пати годишно. Црната вдовица го јаде својот партнер после секс. Гладниот пајак може да изеде и до 20 љубовници во текот на еден ден. За време траење од 30 минути активен секс, просечен човек гори околу 200 калории. Жена во Русија родила премногу близнаци, како и тројки и четворки, и тоа со истиот маж, имајќи вкупно 69 деца. Замисли да треба да најде кој го земал пуњачот. Некои женски пингвини се вклучуваат во некаква форма на проституција, каде извршуваат сексуални активности во замена за мали камчиња. И понекогаш женскиот пингвин го измамува мажјакот така што тој мисли дека ќе добие секс, а таа само ги зима камчињата и бега. Алигаторите го поминуваат целиот свој живот со ерекција и тоа никогаш не се менува. Кога пандите не се расположени за секс, зоонегователите им покажуваат видеа од други панди како се парат, за да ги натераат и тие да го прават истото. Коала може да ти пренесе кламидија ако уринира врз тебе. Оралниот секс бил и легален во Канада, се додека не ги промениле законите во, верувале или не, 1969 година. И тоа беше се за 69-тиот дел на Зачудувачки факти. Доколку го сакате уште, лајкнете го ова видео и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме на следното видео.